организација Бајерска светлина од Битола. Нашата организација е формирана во 2001 година и од тогаш понаваму работиме на различни видови на проекти од областта на здравство, образование, култура, спорт и така натаму. Во моментот нашата организација значи има неколку тековни проекти, но исто така и аплицирани на кои што чекаме одговор од одредени донатори. Во моментот значи работиме на проект со образование, за образование, односно тука се опфатени деца кои воопшто никогаш не биле вклучени во образовниот процес, но исто така и ученици под ризик, како што ги нарекуваме ние, кои што се осипани, односно се осипуваат. И ние тука еден вид ги спремаме, односно вршиме како дополнителна настава. А на децата кои што воопшто не биле никогаш вклучени во образовниот систем, им помагаме за основно описменување. Исто така работиме на здравствено советувалиште во партнерство со ромска организација од Прилеп, Рома СОС. Во исто време тековен проект со нив работиме за вадење на односно регулирање на здравствена помош. Работиме на проект кој што е со прекогранична соработка. Работиме со Албанија, тоа се вика денови на ромската култура. Значи таму има размена на искуства каде што доаѓаат студенти од Албанија и роми студенти кои што одат во Албанија, значи тоа е еден вид размена на искуства, размена на културата. Официјалната бројка на роми во Битола е 2594, тоа е последниот попис 2002 или 2001, не знам. Но далеко од тоа бројката е многу поголема. Имаме 5000 роми, неофицијално. 5000 роми кои живеат во населба Бајер. Од таму доаѓа проблемот каде што имаме неурбанизирани населби, диви населби. А со самото неурбанизирање на населбата Бајер, дел од населбата Бајер, повлекува многу проблеми. Еден од многуте проблеми е тоа што граѓаните, односно ромите, од населба Бајер не можат да се извадат лична документација. За тоа што не можат да извадат лична карта, не можат да дојдат до здравствено осигурување. И проблемите се огромни. Ние како организација се трудиме максимално, значи да им излеземе во пресред, во помош во областа на секој вид на помош. Значи тука сме секојдневно по 8 часа работиме, но јас мислам дека треба малку и државата на некој начин да превземе одредени работи во свој раце. Затоа што ние како сме алатка граѓаните да стигнат до линк, до институциите. За тоа да биде, ние имаме воспоставена соработка со многу институции. Меѓутоа, знаете, тоа е некако само на хартија. Кај одредени институции, можам слободно да кажам така, затоа што имаме подпишано меморандум за соработка со многу институции, кога ќе одиш во пракса не е така. Најголем проблем имаме при вадењето на лична карта. Затоа што за лична карта треба имотен лист. А за да имаш имотен лист треба да ти е урбанизирана населбата. Значи имаме многу проблеми кога станува за проблемот зборот за личната документација. Во однос на образованието, во склоп на декадата на ромите 2005-2015, значи сме на крајот на завршувањето на ромската декада, единствено можеме да се пофалиме во делот на образование. Дека живеам, кога врне, од сите вака комшите водата кај мене иде, и куќата ќе ми падне. Може да предупредам нешто за... По нужда, голема нужда, што се оди од канало, се запнува, се кај мене овде, се виран се прави, цело лето овдека не можеме глад да кренеме, ма години е така. Ветува е дека овде ќе клат шакта, ќе го откопа овај каналот, ќе клат друг канал, ќе клат овде асфалт, докај што оди до дека, ама ништо од ветеното. Околу 432 куќи се, меѓутоа нашите роми цел живот живееме овде катастрофално. Катастрофално.
Кој ќе дојде не лажи. Кој ќе дојде не лажи. Сега за време на изборите кога беше. Дојда доста од ВМРО, ДПМН. Вака ќе ви правиме, онака ќе ви правиме. Значи владата ни најмалце нема интерес за ромското население. Му требаме за време само за кој ќе за гласање. До кога вака ќе живееме ние ромите, јас не знам. И ако еден ром во Република Македонија е задоволен со 0,5% од социјалниот случај, јас ќе му честитам и ќе му ги дам тие, и тие јас ќе ги имам. Погледате катастрофално се живее тука, осветление салам нема, канализација, одвод нема. Гледате улиците катастрофални се. Социјална помош дали пример? 1000 денари. Тоа 1000 денари само социјална помош. Значи 1000 денари, кога му клаиш 5 на 1050 денари. Тоа е тој животот. Ако е некој задоволен, јас ќе му честитам. Да не правиме муаве за Талевски често пати тука идеше, молеше, колеше со неколку тркачи наши речи ги од тука од Бајро. Од Бајро ние само страдаме. Тие нашите гласови ни ги продаваа. Нашите гласови тие ги продаваа. Од центарот на Бајро. Како ги продаваа? Како ги продаваа? Па нормално. Тие што се во власта. Се купува со пари, како? Но ги купуваја по 500 денари од глас. Му давале таму. Дали правали вас овде да ви купува? Да ви порумат? Ова ја ти кажам пато, право малце беше спорено, немаше шанси за да ја откупа луѓето, али сепак имаше и некои напори, не викам дека не. Често пати идеше полицијата тука и луѓето нормално се плаше, и ја се плаше, и тука секој ја се плашеше. Дизези. И дизези да гласи и да не гласи. Ние не бараме пари, ние бараме живот, подобар живот. Еве го животот наш. Катастрофален е нашиот живот. Оттука ние полниме вода, еве вака 4-5 години, вака се полни ние водичка. Бараме кој иде за гласањето, не иде да клаве, само не лажа. Денес, утре, и така поминува времето. Пато не ни чини, пато еден човек вака ќе падне и ќе се сопни. Целе дупки пато. Овде е падање подобро, онде кај се е хаос, е катастрофа е. Значи не може да се помини никакво возило. Значи условите се одека кај ромите вако. Имаше избори, ќе ве направиме после изборите, ни дојде ни ништо. Само дојде, снима и бега. И тоа е. Домити мерат овде кажа. Мера онадва, ќе ви глајме, не лажа, не надува и тоа е тоа. 30 години мажи сме млади да немаме да работиме нигде никаде. Џаве седиме. Без работа сме, по 5-6 души сме дома. Вода, ете таа е водата, од една се гледаме, од неа периме, од неа се капиме, од неа се. И еве, а пато каков е една мака да имаме, една брза помош не може да се качи горе. Овде кој ќе имате проблем со болни лица, со постари луѓе. Ништо ги креваме, ушка ги носиме долу на пато. На пато ги носиме. Живееме со социјална помош. Дали да ги школуваме децата, дали сме се од 1000 денари социјална. Дали вода да ставиме или не знам што да правиме, или пато да се направи. Сега се жалиме, никој не ни помага овдека. Никој. Ќе му требаме, не бара, сите не бара, кому требаме. Ќе дојде време за ние кога ќе имаме никоја мака, никој зор, не ни помага никој. Си гласаме за власта, фала Богу. Мислејќи дека ќе направи. Мислиме да ни направи подобар живот овдека, да се направи пато, вода да ни пушти. Ова чешма ни е улична. Ова водата што гледате. Канализацијата? Еве кај, еве се. Тука е вода за пиење, тука е канализацијата. Се од тука, се. Едно игралиште бараме, за децата да идат таму фудбал, че да ни прават. Не сплатира никој овде кај нас. Не сплатира. Во едни села, да не збораме најме, ќе му направат таму на игралиште, да има таму 5 куќи, 6 куќи. Ќе му направи едно игралиште, овде како роми сме овде кај нас. Па самите гледа како роми сме овдека. Па ни игралиште ни прават, па ништо. Овде па ѓубрето не иди. Иде ѓубрето кај што има таму пат, асфал, му иди таму. Овде кај нас не иди ѓубре. Ни трактор, ни ништо. Овде цел овде што се комшите, човек е като началникот, ова да се направи како што треба. Како што не обиѓа, така се направи.
Чаре кајќе нај водолојќе. Чаре да не забере во на јама нека не втера. На југо, то чаре. Овде чарето това. Една јама нека собера и нека не бапна таму. Да не тргаме маки. Сега ќе водесемо кај што иди водата, да мога. И да видите што е таму катастрофално таму. Таму е, значи водата, иди од озова, катастрофално, што да видиш какви ѓубришта се тргат.